Во студиото на Здрава Македонија, по 9 часот, се дружиме со Јован Деспотовски, член на СДСМ, Андријана Јаневска, македонска пејачка и виолинист, професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје, и Валон Салиху, експерт за односи со јавност и експерт за медиуми и вмрежување во Europe House. Останете со нас до 11 часот. Еве на назад во студиото, како што можете да забележите, јас насмејана, а такви се и нашите гости, мојата колишка Цеце, која што денеска е заедно со мене. Гостите ни се расположени, можам да забележам тоа уште од самиот почеток кога дојдоа тука. Верувам дека така ќе биде до крајот на емисијата. Цеце, пред се да те поздравам и тебе. Добро утро и се надевам дека ќе бидеш и ти насмејана и расположена денеска. Да, за сега сум насмејана, верувам дека така ќе биде до самиот крај. Имаме навистина убави гости овој вторник и верувам дека ќе ве задржиме пред малите екрани. Ќе се потрудиме да бидеме доста интересни, едукативни и се разбира да останете со нас до 11 часот. Ќе ги представиме можеме уште. Така, секако иако слушнаа во Фуршпанот, ќе си ги представиме нашите гости со кои што ќе имаме теми поврзани со професиите кои што ги работат, некои секојдневни прашања, но и некои прашања поврзани со политиката со оглед на тоа дека имаме еден член на СДСМ, господинот Јован Деспотовски е денеска со напите си со водичка. Одма спомнавме политика, не му е добро на човек. Да, мора да имаме едно-две политички прашања, па потоа, не, мајде прво ќе почнеме со некое политички прашања. Падна кај 9:30 може? Дали сте добри пред се? Благодарам, одлично. Се видовме во првата сезона некаде на почетокот, евен повторно сега со вас. Имаме уште многу теми кои што треба да ги отвориме. Драго ни е што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата и на вас. Андријана Јаневска, една од нашите најдобри пејачки, професорка на факултет, виолинистка, што ли уште не, еден златен глас кој што го имаме и со кој што Македонија се гордее, верувам. Добро утро и за тебе. Добро утро и вам и на вашите гледачи. Чест ми е што сум повторно ваш гост. Така. Ви благодариме што најдовте време, бидејќи како што пред малку кажавте, мај е навистина концерти, патувања. Да, за нас музичарите мај и декември се така по активни месеци, да кажам. Добро, значи од следната година тие 2 месеци ќе ги избегнуваме. До март. За да можеме побрзо да се договориме. Како и да е, ви благодарам што сте тука. И Валјон или Валон Салиху, тука е дилемата. Но ни кажа дека како и да кажеме, нема да биде грешка. Некој Валон, некој Валјон, некој Валјон, така да. А на работа Ваки беше? Ваци. Ваци. Добре, ни дојдовте и вие сте експерт за односи со јавност, експерт за медиуми и вмрежување во Europe House. Фала на поканата, секој се поднос. Се надевам дека убава спојка направивме на гости, како што кажав, ќе видиме на крајот да како дали ќе си заминат веднаш после спотот или ќе си останат уште неколку минути да си разменат телефонски бројчиња, бидејќи тоа често ни се случува. Некогаш гостите во текот на емисијата ќе си најдат некои заеднички теми, па ќе си разменат број за понатамошна соработка или било што. Меморандуми се потпишуваат овде. Да. Ама тука произлегуваат многу сериозни соработки дефинитивно. Така да, се надевам дека така ќе биде и во овој случај во денешната емисија. Ајде најпрво да ве прашам дали сте утрински луѓе, вака свежо ми изгледате. Сега вие си знаете и сите сте си пиеле кафе дома, освен господинот Деспотовски. Не, во зградава пиев кафе. Нека ви е на здравје. Мојот драг пријател Иван Мирчевски. Па следниот пат кога ќе дојдете ќе ви направиме ние тука кафе, па да кажете кој прави поубаво кафе. Турско ми направи турско, не пијам, меѓутоа не беше лошо. Македонско. Ние исклучиво македонско кафе правиме тука и сигурно сум дека ние поубаво правиме, ама добро. Сега ќе застигне Иван. Така се шегувам. Инаку не пијам кафе никогаш наутро дома. Да? Не, го стартувам. Што правите, како го почнувате денот? Па редовно станувам од Савајле, значи деца носам во школа, тренинг или трчање, да се средам и после тоа почнува денот, меѓутоа прво поедок, па после кафе. Па добро, супер. Значи утрински човек во секој случај. Ретко кога кафе пред поедок. Па мислам дека и правилно така според нутриционистите. Освен еве денеска иако јадов банана од Савајле, така да го ред. Па добро, супер. Протеини. Андријана? Исто јас сум исто утрински човек. Навистина? Да. Ретко за музичари. Па професорка. Мора да стане да биде пример. Туку имам и 2 деца, нормално, кои што морам да ги подготвам од Савајле за училиште. Учат во училиштето во Бардовци, така што си одат пешки на школа, барем тоа немам таква обврска да ги носам или да ги земам.
Меѓутоа, околу 7 часот станувам и јас со кафе почнувам. Секогаш, па потоа појадок и така натаму. Така, добро, супер. Валјан? И јас со деца. Со деца. Да. Имам 3 годишна керка мала и 7 годишна поголемата. Обично и кога е викенди, недела, они знаат да стануваат у 7 са бајле, така да ми почнува денот и недела и понеделник. За викенд порано стануваат. Да. Обично ја го будам алармот, не од мене. Што така ми почнува денот, да, така беше и денес, ги спремив, ги однесав по школи, и испив кафа, ама не дома. Има време да застанам, да, тука до школото има на кафенце, обично таму си го пијам кафето и ми почнува ден. Значи тоа се отприлика утринските ритуали кои што сите ние ги имаме, повеќе или помалку, колку што ни дозволува времето. Ете, со деца е малку поинаку, но и кога нема некој деца, секако во зависност од тоа која професија работи, нели тоа го диктира исто така и станувањето. Сега ќе одиме со едно политичко прашање кое што го имаше Роберт предмалку во претходниот дел со нашите гледачи. Коментира за тоа дали треба да има една изборна единица или не. Кој е вашиот став околу тоа? Бидејќи ни следуваат нели локалните избори во лично октомври. Лично мислам дека е сосема добар заради тоа што има во изминатиот период од како се направија 6 изборни единици заради движењето на населението и внатрешната миграција се појавија многу, да кажам, нефер практика имаше во смисла на нефер во смисла на тоа да имате пратеници во одредени изборни единици што се бираат со помал број на гласови, со 5 или 6 илјади, имате пратеници, например, во изборната единица број 1, кои се бираат со 9 или со 10 илјади. Тоа значи дека гласот на луѓето во одредени средини, како во Скопје, се вреднува помалку, например, отколку гласот на луѓето кои што живеат во други средини. Така што една изборна единица ќе ги испегла тие. Ајде, кажем, како што реков, некоја нефер или непринци или недемократска, да кажем, пракса. И да, ќе воведе фактички можност да сите, па и најмалите партии, меѓутоа и независните листи, добијат шанса, тоа значи дека буквално гласот на секој да може соодветно да се слушне да се артикулира во собранието. Тоа не е добро за големите партии. Ја прочитав вчера изјавата на ВМРО, очекувам изјава и од мојата матична партија, меѓутоа една изборна единица не иде во прилог на големите партии. Меѓутоа Водечката партија се одважи вчера да каже дека ќе го поддржи тоа, очекувам дека СДСМ ќе го поддржи тоа, бидејќи беше наш став пред 7-8-10 години. Така што добро е што двете најголеми партии се согласуваат да дадат таа можност и мислам дека тоа ќе го збогати политичкиот живот во државата, особено што сите гласни си независните советници, да кажем, во општините сега, така што покрајно што го имаме дополнителен квалитет во работењето на општинските совети, каде што имаме доста независни листи, можеби тој квалитет ќе добиеме и во државното собрание, така што да, апсолутно се согласувам дека е добро. На крајот на денот, добро е после 20 или 25 години пропорционалниот систем е воведен 96 или 98, веќе ја не се сеќавам. Добро е после 25 или 30 години да се даде нека новина. Така. Во политичкиот живот во државата, така што мислам дека ова е една од тие новини кои што може и треба да им се даде шанс. Добро, и може во нешто. Така, политичкиот конечно ќе се согласат најголемите политички партии. Па верувам дека така ќе биде. Тоа е добро, дека можеби ќе бидете на истав околу ова. Диаспората исто така беше спомената, се јавуваат луѓе кај нас кои што живеат надвор, па тука дали ќе биде добро за нив, па не знам колку вие сте упатени во тоа, во однос на диаспората. Значи имаше можност во еден период да гласа диаспората, меѓутоа таа можност се искористи релативно малку. Мислам дека трошоците за државата беа значително поголеми за организација на процесот таму, ако броиме по бројот на гласачи имаше некаде по 15-20 луѓе што гласа, што реално е многу малку. Така што треба да се направи реална проценка дали навистина постои интерес и подготвеност тие луѓе да гласаат за да може да се организира тој процес таму, или едноставно можеби треба да кажеме дека заради трошоците многу е подобро да се фокусираме на она што го имаме, да кажеме тука како резервоар на гласови на луѓе кои што можеби размислуваат. Ние во трката да обезбедиме диаспората да гласа, понекогаш забораваме цели категории на гласачи тука кои што немаат интерес да гласаат. Така што можеби треба според мене се поработи на некој тип на кампања, не од партиите, него можеби од Државната изборна комисија, да се поттикнат луѓето, да им се врати интересот да гласаат тука и на тој начин да се подигне излезноста, отколку се фокусираме на
50, 100, 200 илјади луѓе кои што живеат некаде низ светот и ете би гласале на некои избори. Зборам се од аспекти на рационалност на трошоците. Така, добро. Ви благодарам на одговорот. Благодарам на прашање. Ке преминеме сега на една друга тема со Валјон, за нешто што за жал ни се случи во Кочани. На 25 мај беше, ако не се лажам, истовремено се трчаше во 7 града: Скопје, Струмица, Крива Паланка, Битола, Велес, Струга и Тетово. Баш кога се договаравме, нели беа и тие подготовки се за хуманитарната трка, сите за Кочани трчаме заедно. Како помина сето тоа, како течеше организацијата? Убаво што ете се даваше поддршка на семејствата на лицата кои што го загубија таму животот. Да, значи као секоја година, така и годинава Европската делегација, канцеларијата на ЕУ тука, обично го слави Денот на Европа. Така беше планот и оваа година, се не се случи тоа што се случи во Кочани. И искрено седнавме, се брифиравме, не е момент за прослава. И како најдобро да го обележиме Денот на Европа или поточно месецот, пошто обично во текот на месец мај организираме разни настани. Рековме да направиме нешто за тој комунитетот во Кочани. Меѓутоа сакавме да ги инволвираме сите. Имајќи во предвид дека Europe House веќе има во 7 градови, беше најлогично да организираме во тие градови. Искрено, пошто прв пат организираме настан од ваков карактер, голем, со трчање, тоа си има своји процедури, одобрувања, затварање на улици и така натаму. Целото организирање беше малце макотрпно, меѓутоа со помош на институциите секако ги поминавме тие бариери и на 25 ни се случи да има дожд. Тоа сакам да кажам и на фотографиите кои што подоцна ќе ги видиме, се гледа дека баш на вистина врнеше тогаш. Да, се надевавме дека нема да има тој ден, особено во Скопје трчавме горе на водно, малце температурите се пониски и сакавме да го избегнеме моментот за да има коли горе. Организиравме автобуси, меѓутоа тоа од друга страна е малце по-челенджинг за луѓето да дојдат со нивни торби, пошто треба да се пресоблечат и трчањето беше малце по. Меѓутоа, без оглед на се, ние имавме низ цела држава над 3300 луѓе кои што донира и се пријавија и повеќе од пола од нив се појавија дента, што искрено нас и не изненади. Малце се плашевме, пошто има многу дожд. Меѓутоа, таа слика горе со сето тој дожд и луѓе кои што дојда во знак на солидарност, искрено пренесе многу помоќна порака него средствата што се собра. Иначе собравме некаде над 1,5 милиони денари. Имавме и изложба во самиот Reception Day, кој што го организиравме горе на Музејот на современа уметност, символот на солидарноста на градот. Така да преку низа активности мислам дека пренесовме една порака која што и како е значајно, особено за овие моменти за нашата држава. Да, секоја чест за вас, за сите кои што и платија котизација, што се појавија без разлика на временските услови и таа сума што споменавте е навистина одлична. Така што се надевам дека ќе се најде барем од малку помош нели за оние кои што им треба и да се лечат понатаму, бидејќи лекувањето ќе биде многу долго. Да. Андријана, ќе продолжиме со вас со една побава тема. СОС Детско село успеа да собере речиси цела поп-естрада и да направи песна по повод 25 годишнината која што ги очекува следната година всушност и ја направивте песната Насмевка. Така е, да. Песната е дело на Гуру Харе. Голем поздрав до него, затоа што тој беше, да кажеме, оној кој што не собра сите. Искрено, додека снимавме, баш размислувавме која беше последна песна на која што заедно сме настапиле. Бидејќи искрено тешко е тоа сето да се организира за краток временски период, во меѓувреме нели се случи и Кочани, мораше тоа да на некој начин да се пролонгира, да. Меѓутоа успеавме, ја снимивме, мислам дека според реакциите им се допаѓа на публиката. Децата од СОС Детско село ја обожаваат. Да, навистина една ведра, преубава композиција и преубав ден поминат на снимање. Обично снимањата се исцрпувачки кога се снима особено и видео. И тоа беше така најпредизвикувачки сите да се договориме во ист ден да го снимаме и аудиото и видеото. Така што срекна сум што за краток временски период сето тоа
се случи и мислам дека добар е резултатот. Имате ли во план? Пуштивме минатата недела, кој Веќе два ден пати беше, мислам, два до сега пати ја веќе пуштите. одеше спотот, така што добро го знаат и нашите гледачи. Да, одлично. Ќе продолжиме со господин Деспотовски. Малку ќе чепнеме во вашата приватност, нешто што мене лично многу ме засега, а тоа е дека во 2018 година ги отварате со вашата сопруга вратите на вашиот дом за четврто дете. Имате 3 ваши и едно новороденче кое што го згриживте. Најпрво, секоја чест. Сакам да ја раскажеме малку повеќе приказната како дојдовте до таква идеја. Знам дека долго време сте сакале тоа да го направите и токму таа година се одлучувате на такво нешто. Па, имаше во тој период и кампања почна УНИЦЕФ, имаше доста активен период, да кажеме 17-18, поврзана со згрижување. Тоа е за публиката да појасниме, че различен концепт од посвојување, бидејќи со згрижување не ги добивате правата на детето. Тоа значи дека ризикот постои. Во секој момент еден од родителите кој што се нема откажан или не му се одземени родителските права да може да си го побара детето назад. И социјалните служби тоа да го дозволат. Меѓутоа, размислувањето беше секако дека повторно ќе кажам че имаше така многу интересна емотивна кампања на УНИЦЕФ кој што го поттикна, да кажеме, свеста кај мене за таква една можност и мислам дека Министерството за труд и социјална политика беше активен партнер, Мила беше тоаш царовска министерка. Така што и во разговори со нејзе, ајде се пријавивме и релативно брзо се појави таа можност да се згрижи детенце, бебенце, уствари. 5 дена беше стара кога взема. Новороденче, да. Не знам какви беа бројките понатаму, меѓутоа оно што го знам од тоа што прашував после тоа е дека доста други луѓе го направиле истото. И оно што исто така добро е што на таа кампања се надоврза уште една активност, а тоа е во домовите за деца без родители каде се згрижуваат помали дечиња, постепено се затварат и дечињата додат во семејства поголеми. Така што мислам дека еден од ефектите на таа кампања тогаш и на таа работа тогаш на нашето министерство и на УНИЦЕФ беше да голем број на дечиња се не ги знаме точно бројките, не импровизирам, меѓутоа некако си најдоа своја можност да си живеат, односно да растат во семејство, што е многу важно, нели, нормално. Така да, можеме ли да поттикнеме еве со вашата приказна многу луѓе кои што можеби се плашат, имаат некои дополнителни прашања и не се охрабруваат никогаш да згрижат дете, можеби од стравот да не им го земат на крајот. Ризикот постои секогаш, тоа е точно, меѓутоа знаете како не можеме да не правиме работи затоа што постои ризик дека нешто ќе поиде. Да, за се постои ризик. Точно. Така што мислам дека законската рамка си постои се уште. Искрено повторно ќе кажам, не сум толку упатен во сите детали, меѓутоа законската рамка си постои се уште, таа можност постои се уште. Така што апсолутно да секој што има, ја тоа велам, секој што има нормално материјални услови пред се, а понатаму нели капацитет зборам сега веќе и да нели. Да, добро, треба и некои услови да се исполнат сигурно. Материјалните секако не го зборам сега да може нели со 1, 2, 3 деца да излезе на крај или 4 или 5 и така натаму, иако после 2 или 3 више се. 4 деца какво кафе, нема време за ништо. Не зависи колкави се, така да не е проблем. Така што апсолутно да, сакам да кажам многу благодарна работа и знаете како на крајот на денот сите дечиња заслужуваат да си растат во дом. Така, да не викам дека во условите во институциите каде што се не го нудат тоа. Верувам дека има таму голем број на луѓе кои што навистина даваат се да се грижат за тие дечиња, меѓутоа сепак е друго да расте дом. Браво. Секоја чест, се надевам дека и оние кои што не слушаат, ако одите имале некаква дилема, сега ќе им се разрешат сите прашања и ќе се охрабрат да го направат тоа. Андријана, настапивте со Битолскиот камерен оркестар и Благојче Трајковски, кој што е виртуоз на кларинет, го поздравуваме ако не гледа. Така, кога веќе ја начнавме темата за оно што се случи во Кучан и му дадовте почит и чест нели на оние кои што таму го загубија животот, како помина сето тоа, па кратко ќе погледнеме едно видео, извадивме од интернет од тамошниот настап, беше емотивно, верувам многу. Предпоставувам прашувате за настапот во Битола, бидејќи сега пред 2 недели имав уште еден настап со Битолскиот камерен оркестар, кој што беше во Борис Трајковски, меѓутоа таму беше сосема друга темата. Во Битола практично исто така беше со хуманитарен карактер и се собираа средства за донација на настраданите во Кучани. Идејата да ја отпеам песната "Ако утре ме нема" беше на диригентот Владе
Јас не сум ја пеела претходно песата, меѓутоа се нафатив. И беше преемотивно, значи тоа не можам да го опишам со зборови, мислам и со самата снимка кога се гледа може да се почувствува, особено што и беше така брзо некако во тој период. Па не знам и дали некој друг ја пеел претходно песната, не можам да се сетам. Може би и не. Да, мислам дека не. Да. И така што се направи аранжманот, значи за камерниот оркестар пробавме пред концертот и буквално тоа беше од прва. И мислам добро, со тебе не може да има уткам, па сериозно сега. Вака, значи тоа се некои технички детали кои што навистина треба да се пробаат. Значи добро, тоа само вие музичарите можете да забележите ако некој сгреши, значи ние сите ќе уживаме дефинитивно. Да, меѓутоа многу влијаат тие работи за самиот настап, значи и за самодоверба и за се и така натаму. Меѓутоа сепак мислам дека публиката го препозна тоа и како да кажам, некако имаше молк цело време во салата, една таква атмосфера. Меѓутоа тоа е тоа. Се надевам дека ете пренесовме некоја порака да се помогне, да се поддржат настраданите, да, како да кажам, сочувствуваме со семејствата на настраданите. Тоа е што можеме ние да направиме во моментов. Граѓаните тоа и можат само да го направат. Ајде да погледнеме делот настапот. Да се наслушнеме. Браво. Навистина прекрасно и сигурно било емотивно, таму имало и солзи, верувам, и кај вас, и кај луѓето кои што биле таму во таа сала. Но тоа е неизбежно кога се пеат вакви песни кои што сите ги сакаме. Жално е што мора да ги пееме нели и сега откако по овој повод. Иако сметам дека треба да се слушаат и да се пеат како тоа што го правиме со песните на Тоше, нели? Еве верувам и вие сите, и јас моите деца ги учам на тие песни да ги слушаат, па еве и овие, затоа што тоа што е вредно македонско навистина треба и понатаму да се слуша и да се негува. Жално е што некои луѓе многу млади си замина, но на нас останува нели да го продолжиме тоа, да продолжиме мисијата на тие луѓе кои што сакаат нешто вредно да остават за Македонија. Валјо, најде малку за Europe House да позборуваме и за европскиот пат. Одиме постојано кон Европа, па нешто вакво ќе ни се случи и ќе запреме. Ама тоа како да ни се случува многу години. Каде сме на тој пат? Види, искрено, ова се има случајно и во европски градови. Сега за периодов ќе има делегација од градот Гетеборг од Шведска, кои што ќе дојдат во нашата држава и ќе се ангажираат малку со комунитетот во Кучани, затоа што во Гетеборг се има случајно иста, да, и таму загинале не знам колку млади. Меѓутоа, тоа е неизбежно, може да се случи. Како се справуваме со тоа, тоа е моментот кој што мислам дека треба повеќе да се фокусираме. Генерално, кога ме прашувате за Europe House, ние постоиме веќе 5 години. Да, кои се врските ваши таму, како функционира? Порано беше EU Инфоцентар. Беше повеќе као центар кај што се добива информации во врска со EU и така по, како да кажам, административно се функционираше. Меѓутоа, пред 5 години, пред
пред 5 години се ребрендираше инфоцентарот во Europe House. И тогашниот амбасадор као знак им го даде клучот на куќата на Europe House-от, им го даде на младите. И мотото на Europe House е местото на новата генерација, the place of the new generation. И буквално све што правиме за младите и со младите. Имаме разни активности веќе 5 години. Ние само лани имавме 999 настани во сите 7 Europe House. Тоа се 3 настани на ден. И тука вклучуваме од културни настани, еве спортски имаме, дебати разни, означување на, не знам, Human Rights Day, Денот на жената и така натаму. Меѓутоа, сите настани кои што ги организираме, некако суптилно пренесуваме некоја порака и некаков начин развиваме дебата, вмрежуваме млади и ги спремаме, да речеме, за понатаму, вклучувајќи све што е, да речеме, европско во некаков си начин. Еве ќе се младите? Да, ќе се надоврзам преска на моабетот малце пополитички. Во месец април имавме низа настани, значи проектот се вика Electionville, исто така со шведската амбасада. Тоа е виртуелен град кој што тоа е board game фактички. И со младите од средните школи во сите 7 Europe House се организиравме играта да се игра во Europe House, а што се реално прави таму? Измислен град, младите се советници на градот и менаџират со градот. Им даваш, би било интересно. Им даваш предизвици и реално тоа е моментот од кога, да речеме, си добил избори, ти си советникот и се става пред мандат 4 годишен. И тука се игра и таа екипа што подобро си го менаџира градот, на крај ја добива играта. Сега беше интересно што од сите 7 градови имаше победник и сите победници ги донесовме во Скопје и во собрание во салата кај што се пратениците, сите беа облечени во униформи, беа седнати, дебатира и многу ми беше интересно што при крај на настанот веќе имаше буквално така средношколци да видиш баш такви реакции на влезани дебати за, не знам, ситуации кои што секојдневно се... И верувам дека со вакви активности некако потикнуваме, можеби некој од младиве утре ќе биде советник или ќе биде пратеник и така натаму. Меѓутоа од сега им го даваш тој момент онака да го осетат како е да бидеш. И разноразни настани од вакови. Така да све што правиме за младите. Тоа што би сакал да пренесам е дека вратите на сите 7 Europe House не случајно ни се во овие 7 градови, затоа што го покриваме целиот регион. Значи имаме од Струга до Битола, Скопје, Крива Паланка и така натаму, да, Велес. И секој кој што има некоја идеја, кој што било што има на ум, сака да направи нешто, Europe House не ги отвара само вратите на просторот да им го даде, туку им го дава целиот тој ноу-хау. Пошто имаме во сите 7 градови минимум по 3 вработени, секој експерт по некоја област, така да ја има цела поддршка, а од друга страна го имат и моментот на вмрежување. Многу млади кои што доаѓаат кај нас запознаваат и луѓе од институции, и луѓе од невладини, така да од тука се раѓаат и нови идеи. Пред скоро имавме еден настан со млади од Кочани, ги донесовме во Скопје и ги вмрежувавме со млади од разноразни институции и невладини и мислам дека овој момент некако ти дава идеја, поттикнува нешто. Сила. Да, идејата е да се слушне малце гласот на младите, да ги донесеме до тој моментот на, не знам, донесување на одлуки преку младите и така натаму. Ние имавме разноразни дебати низ сите 7 градови, меѓутоа и други помали општини, кај што развивавме дебати со младите и со амбасадорите од земјите членки и после се пренесува идеите и сето тоа што се разговараше до градоначалниците. Има градови кај што нема кино за млади, има градови кај што нема не знам, рекреативност и така натаму и некако сакаме да ги слушнеме повеќе, да ги слушнеме повеќе младите. Europe House генерално тоа е идејата на самиот Europe House. Иднината и силата е во младите, а кога сме веќе кај младите или децата, добивам сега информација од еден мој колега дека вашата киркичка тренирала фудбал пред неколку години, вистина е тоа?
кој од двете, пошто Па не знам, не ми кажа име. Средната тренираше фудбал, сега тренира одбојка, а најмалата игра фудбал, да. И тренира игра, да. Значи ете нема веќе тоа табуа дека само нели машките мора фудбал како да. Не, вчера на пример бевме у продавница за спортска опрема и Така? со керка ми купувавме купачки. Браво, браво. И се шетавме, и она гордо си ги шеташе кутијата со купачките, пошто беа нови. Леле, можам да замислам колку била среќна. Затоа што беше после надпревар сезоната. 2-2 изигра, меѓутоа добро беше копачки да на крај реков сами ти игра, можеше ти комотно на клупа седнеш, они да ги пушти сами да игра. Значи нема тоа машки жена, нема табуа веќе, да. Спорт. Ја Добро има некој што така размислува. Не сум ги носел се уште на балет, признам. Така да али сум ги носел на тренинг. Уствари се уште ги носел на тренинг. Ама не може и не треба сте да бидат балерини и сите машки да бидат фудбалери, нели? Сега кога се во малата лига каде што играат, девојчињава на пример ќе се изненадите колку ајде во Скопје во ред ке речете поголем урбана средина, нели и децата малце поинаку можеби се нели средината влие на нив, меѓутоа имате многу мали средини низ држава каде што имате женски фудбалски клубови зборам девојчиња родени 10, 11, 12, 13, значи онака баш посветени и кога излезат на терен, значи играат профи, значи со целосна опрема. Со све. Точно знаат како се излегува, како се влегува да игра, секој си ја знае позицијата. Со судиите се расправаат све, значи сите елементи на фудбалската игра. Како што треба да биде не да надпревар. Андријана и Валјон, вашите дечиња зашто покажуваат интерес сега Андријана Моите на музичко. На музичко, да. Гледа фотографии нели синот се поголем ке малце отколку на Валјон. Големиот свири пијано, помалиот виолина и пее. Меѓутоа одат и на шах и тоа многу сака, да, навистина, одат кај Орце Данчевски, најдобриот тренер, морам да си го пофалам, бидејќи мене ми беше своевремено. Да, го снимавме два пати и сега Софија, што е кај него, се спрема за првенство, скерка на мој колега, така да ептен сме упатени во шахот и некако емисија. Да, навистина секоја чест. И друго што, па тоа вака од прилика. Оде на некои спортови, малиот оди на гимнастика, со големиот пробавме фудбал, меѓутоа Не оди? Да, пливање повеќе и така. Супер. Меѓутоа спортот генерално е навистина многу добар за децата. Било кој. Така, да си има физичка активност. Валјан, вашите? Ние уште се пронаоѓаме со Луна големата. Она почна со балет. Сега 2 години иде во гимнастика. Пред некој ден ми спомна дека сакала на пливање да иде, а истовремено снимаме песна за детски фестивал, така да. За кој фестивал? Илбери се вика. Не, спрема Андријана сигурно. Али тоа што сакам да напоменам, преска зборев со Андријана, ја доаѓам од музичко семејство, сестра ми пееше на времето, татко ми бил во ансамбл, така да гледам дека и малата 3-годишната веќе ја пее песната на големата, да. Ама од друга страна имаме и спортско вакво се Што преовладее сега Чичко ми има олимписки медал за Југославија, Азиса Љубоксерот. Така да не влече и тој спортскиот момент и музичкиот и уште не можеме да се Валјан, што те влече? Со велосипед знам дека си најдобар другар, ама со пеење до каде сме? Па пеев, ја имав бенду средно, ама никад не успеав. Како не сме го стражили на интернет, нели имам? Не сте ме видели во караоке. Да. Може да организираме некој ден караоке. Може би во следната емисија. Иначе игра. Зашто нивова? Деца, немој, пак ќе почнам и јас да пеам. Доволно минатата недела ми имаше на Рилс и јас како пеам со еден градоначалник, доста ми е. Да, градоначалникот на Македонија. Ама и ти си имаш музички ген? Минута они веќе очекуваат гледачите, како да ти кажам. Градоначалникот на македонски брод беше тука. Тема ја предипавме за ЕПП одма докажи. Не, уште минута. И најсмешно беше што градоначалникот вика ако пее Милена, јас ќе пеам и јас почнав да пеам Јовано Јованке. Не дека сакаш, она мораш. Не дека сакав, јас ептен градоначалникот дека ме предизвика да пеам. И така тоа Цеце убаво го скоцка, во еден Рилс. Имаш и други делови кои што требаше да бидат во Рилсот, но Милена прва мораше да пее, па после се друго остана. Може сите да запиеме, ајде, еве јас ќе отворам уста например. Ајде, ако сака некој да запее, имаме 30 секунди. Рано е. Ја мислам дека Што Андријана неќе, значи толку џаме не се. Ништо. Мислам дека ЕПП треба да Да, време за ЕПП веќе сега. Одиме тогаш со реклами, драги гледачи, па се враќаме назад.